Не ги користиме потенцијалите и местоположбата на индустриската зона, Новине и Речица, смета советникот и подпредседател на партијата на пензионери Милјан Доновски. Според него треба да се користат сите можности кои што ги нуди оваа локација и да се работи активно на нејзина промоција. Посочи дека одлична вест е најавената инвестиција на германската компанија Lidl. Општина Куманово е на излез од Република Македонија од северна страна. Општина Куманово има индустријска зона која што е непосредно до автопатот. Индустријската зона е оддалечена од Куманово на околу 4 километри. И тоа не го користи. Тоа е навистина загрижувачко. Кои се околностите зошто е тоа така? Во моментов не располагам со изворни и точни, прецизни податоци за да а не сакам да шпекулирам. Меѓутоа, свесен сум дека сите заедно треба да направиме многу повеќе за оваа индустријска зона да го даде очекуваниот резултат. Прво, да овозможи вработување на работници на подобро платени работни места. И второ, да го зголеми општествениот производ и на општина Куманово, а со тоа и приходите во буџетот. За да се излезе од актуелната економска криза, вели дека е неопходно подобрување на менеджментот во јавните предпријатија, стопански субјекти, на кои со одлука на влада им беше овозможено да користат повластена цена на струја. Вели, сведоци сме на исти цени во трговските објекти. Сите ние сме сведоци дека и покрај намалувањето на трошоците за електрична енергија на помалите субјекти не дојде до така очекуваното намалување на цените. Јас мислам дека собствениците на овие трговски друштва треба да покажат солидарност со граѓаните кои што навистина тешко живеат. Особено тука апелирам на солидарност кон пензионерите како социјално најпогодена општествена група. Андоновски се осврна и на економската состојба во јавните предпријатија, а рече дека мора да се работи професионално и во интерес на граѓаните. Ние, за жал, сме сведоци со години наназад дека менеджментот е предмет на таа така наречена политичка корупција или тотален клиентелизам, каде што за некој да може да оствари определена раководна функција, мора да биде во наводници нечи. Ние, за жал, пак ќе се повторам, како општество, па и општината, не успеавме да се избориме со ова зло, кое што наместо да ги јакнее и да ги подобрува сите параметри во работењето на јавните предпријатија, всушност ги влече назад. Тоа се поврзува и со прашањето не само на менеджментот, туку и со начин на селекција на кадрите кои што се вработени и потребата од определена структура на кадри кои што се вработени и предвидени во систематизација. Андоновски во вториот мандат во составот на Советот е во опозиција, претходно беше во власта.